Добро утро и од мене, јас сум Александра Бубевска. Во неделничната рубрика посветена на женските проблеми и теми ја вклучуваме Ана Аврамовска-Нушкова од Глас против насилство. Добро утро, Ана. Како сте ова утро? Работно предпоставувам се уште, иако еве се ближи крајот на годината. Да, добро утро, Сашка, ви благодарам за поканата. Да, работно. Ја завршуваме, ја привршуваме оваа година, таква каква што беше, така да баш ми е мило што ме поканавте баш пред крајот на оваа година. Кога ги читав податоците, особено за празничните денови кои што се во годината и особено овие новогодишни денови и празници, има податоци дека токму во овие денови кои што треба да донесат спокојство, радост, зближување со семејството, жените кои што се жртви на семејно насилство го доживуваат токму спротивното. Па сакав да поразговараме прво за ова, какви се вашите сознанија за оваа појава? Ти благодарам, Сашка. Значи, за време на празниците ние не водиме некоја посебна статистика во однос на тоа дали се зголемува или не се зголемува пријавувањето, но како и што беше и со полицискиот час кој што настана оваа година и оние подолги карантински денови, нашите бројки покажа дека јавувањата и зголемувањето на пријавувањето настанува баш кога целото семејство е дома. Значи, интензитетот на насилството може да се зголеми или па таму каде што имало потенцијал да настане или да дојде до некое насилство за време на тие денови кога семејството се заедно собрани, сите се заедно, се има зимски одмори, многу е поголема веројатноста насилството да се интензивира и да се зголеми. Дали ќе биде пријавено, тоа не можеме да го знаеме, бидејќи сепак одлуката за да се пријави насилството останува на самата жртва. Она што јас можам да го кажам, како што може да очекуваат жртвите кога треба да го пријават насилството, е каде да го пријават. Значи, надлежни институции за постапување по нивните предмети прво е полицијата, односно ќе се јават на 192 или во најблискиот меѓуопштински центар за социјална работа кој што е надлежен по нивното место на живење. Насилството може да се пријави исто така и во здравствената установа, како и во граѓанските организации. Она што сакам да кажам и треба да го знаат жртвите е дека доколку пријават во полиција при акутно силно насилство каде што им е загрозена физичката безбедност на нив или на нивните деца или на другите поблиски членови во семејството кои што живеат заедно, полицијата е таа која што има можност да ги согласно законот, моменталниот закон за заштита и превенција од семејно насилство е да поднесе веднаш, тоа се итни мерки за заштита, веднаш предлог до судот да изрече барање за отстранување на сторителот од домот и забрана за доближување, што е многу битна мерка независно од сопственоста. Значи, независно кој е собственик, овие мерки може судот да ги изречи по предлог на полицијата, односно на МВР, и се многу итни мерки со траење од 10 до 30 дена. Исто така, привремените мерки за заштита може да бидат побарани и од страна на центрите за социјална работа, кои што по нивни предлог, исто така судот може да ги изрече, само што роковите се малку по-долги. Битни се овие мерки да ги знаат жените дека ги имаат согласно постоечката законска регулатива, затоа што независно дали ќе има нека друга постапка, да речеме бракоразводна или доделување на старателство на деца, или пак ако се покренува кривична постапка, овие итни мерки за заштита не се поврзани со ниедно тие други постапки. Тоа е и целта. Ние имаме некоја статистика која што е официјална и од Министерството за внатрешни работи и од Министерството за труд и социјална политика, каде што во 2019 година, според Министерството за внатрешни работи, имаме 989 пријави за кривични дела кои што се поврзани со семејно насилство. Тоа е за оваа 2020 година, Ана? Дали е тоа, тие податоци висат за 2020 година? Не, за 2019 година, за 2020 година се уште сумираме да ја завршиме годината, па во текот на јануари ќе ги поднесиме тие барања или ќе го чекаме годишниот извештај на Министерството за внатрешни работи, како официјална статистика на пријави, на кривични дела, прекршоци, како и поплаки поднесени до Министерството за внатрешни работи.
Она што сакам да кажам во однос на статистиката е во Министерството за труд и социјална политика исто така се регистрираат случаите на семено насилство. За 2019 година имаме 1555 пријави на семено насилство, од кои што 1135 се пријави од жени, а 173 се пријави поврзани со ново регистрирани жртви на насилство деца. Така да тука можеме да го видиме и процентот и која е разликата во однос на пријавите од страна на жените, колку жените се поголем број на жртви на семеното насилство. Кога зборуваме за ова пријавување, Ана, Да. Кога зборуваме за ова пријавување, сега особено на социјалните мрежи е актуелно ова пријавувањето нели на забавите кај соседите, нели како една од мерките против ширењето на COVID-19, но ако сме соседи и ако видиме или слушнеме некое насилство врз жена, дали треба веднаш да го пријавиме? Се разбира, сите имаме обврска да го пријавиме насилството. Институциите може да постапат по анонимна пријава, исто така и по допрен глас, така да сите ние имаме обврска да го пријавиме насилството, доколку се случува пред нас, го слушаме и го живееме заедно со жртвата која што, да речеме, наша соседка. Бидејќи насилството не е само приватен проблем, не е нешто што се случува меѓу четири зида, насилството е општествен проблем и треба сите заедно да работиме на подигнувањето на јавната свест и воведувањето на голем број на кампањи, тренинзи за професионалци, како би можеле сите заедно да знаеме каде и што треба да се направи за да можеме да го елиминираме или да го намалиме во најдобар случај насилството. Ве прашувам ова бидејќи според некои податоци кои што се малку постари, но единствени за сега, од 2018 година е дека само 2% од жените, 2% од жените пријавуваат насилство, било какво насилство, вознемирување, физичко насилство, сексуално насилство и така натаму. Додека пак 45% од жените биле во некој момент од својот живот жртва на некое насилство. Како ги коментирате ова дискрепанца? Нашата држава малку процентот на пријавување е 2%, напрема европскиот процент кој што е 12, мислам, посто, да не давам грешен податок, со тоа што пријавувањето има некои психолошки моменти. Тоа и на почетокот го истакнав дека само жртвата може да се донесе одлуката дали ќе го пријави или нема да го пријави насилството. Никој не може во нејзино име да ја донесе таа одлука, бидејќи е многу битна за понатамошниот тек на нејзиниот живот и нормално на нејзините деца доколку ги има. Непријавувањето, тоа е и нашата цел. И сите граѓански здруженја кои што работат на оваа тематика или даваат услуги директни на жените жртви на насилство, работиме на тоа да се извлече оваа сива бројка на непријавени случаи. Затоа што имавме доста прашања, посебно за време на полицискиот час, кога дали се зголеми, дали почна повеќе да има пријави поради карантинот. Ние не очекувавме да се зголеми бројката за време на карантинските денови на полицискиот час, затоа што има повеќе причини. Прво, жената не знае точно каде ќе оди. Па еден од најголемите проблеми на жените домувањето, односно нивните имотни права на сопственоста. Втора работа е ризикот по незиното здравје, како и здравјето на незините деца. А трета работа е што, за жал, морам ова да го кажам, е жртвите и не веруваат многу во институциите кои што ги кажав се надлежни да постапуваат согласно закон за нивните предмети. Имаше случаи кога после посебно тие подолги карантински денови, независно сега дали е баш можеби затоа што е актуелна ова ситуација со COVID-19, па се навраќам на неа, кога пријавиле во полиција или пријавиле во Центар за социјална работа, а потоа се јавуваат во граѓанските здруженија, каде што има сервиси за помош и поддршка на жртвите и прашуваат што понатака. Тие едноставно не ги добиваат правилните информации, што им следи понатака, каде можат, како може да се заштитат. Еве овие привремени мерки за заштита.
или например доколку е акутно насилството, имаме центри за згрижување на жртви на семено насилство и нивните деца во засолништа или попознати како шелтер центри. Така да има можност да оди на психолошко советување, има можност да биде поврзана со Агенцијата за вработување да започне да користи некои од мерките за нејзино економско јакнење. Но информациите не стигнуваат. Зборувам за градска средина, а камоли за руралните средини. Затоа и сакаме ние како национална мрежа информациите и кампањите да се прошират на цело национално ниво, а не да биде сконцентрирано само во неколку поголеми градови на територијата на државата. Што се работи во врска со тоа проширување? И здруженијата кои што се регистрирани за давање на бесплатна правна помош, а и националната мрежа која отвори 3 директни сервиси за жени жртви на насилство, и дека може да го пријават насилството кај нас, дека од нас може да добијат правилна информација, советување, упатување, а исто така доколку има потреба и придржба на жртвата до определена институција. Но тоа е се во вид на моралната поддршка. Друго што треба и правата заштита, која што треба да ја даде и во согласност со Истанбулската конвенција и со согласност на постоечката законска регулатива, се нашите надлежни институции, односно Министерството за внатрешни работи, центрите за социјална работа, Министерството за здравство и така натака. Ана, го чекаме донесувањето на новиот закон против насилство врз жените и врз децата, односно закон против насилство, родово базираното насилство. Што тој ќе измени? Подобрене во секој случај и е во целост во согласност со Истанбулската конвенција. Една од клучните работи кои што ќе биде воведена во новата законска регулатива е програмата за реинтеграција и рехабилитација на жените жртви на насилство, која што програма е многу важна и е сеопфатна за една жена жртва на насилство да излезе од насилната средина, да ја добие правилната поддршка, помош и поддршка и да се интегрира, односно да се врати повторно во општеството и да биде конкурентна на пазарот на трудот. Исто така се препознаени сите форми на насилство. Законот во целокупност е во согласност со Истанбулската конвенција, која што нашата држава ја ратификува 2017 година и согласно националниот акцијски план. Би сакала да нагласам дека не е само овај закон нов кој што треба да се донесе, ќе биде еден столб за превенција против насилството врз жените и семеното насилство. Има и други закони кои што треба да се променат, како што е кривичниот законник, законот за семејство, кои што исто така се доста клучни како еден поврзан систем за да се даде целокупната заштита на жртвата и во граѓанската постапка и во кривичната постапка. Ние се надеваме дека законот е веќе во собраниска процедура и во најбрз можен рок ќе биде донесен, со тоа што ја следиме целокупната негова постапка, дали ќе има амандмани, дали ќе нема амандмани, па се надеваме дека кога ќе биде донесен ќе дадеме едно соопштение или повторно би се вклучиле кај вас во емисија да видиме како поминало и што поминало со законот. Така е. Сега сосема на крај, сакам да ве прашам што работите во Глас против насилство, што е она што ве преокупира во следната година, што ќе бидат првите ваши проекти? Да, јас сакам да нагласам, освен овие 3 директни сервиси кои што ги имаме отворено за заштита на жените жртви на насилство и нивните деца, односно пружење на психолошко советување, помош и поддршка за остварување на права од социјална заштита, како и правно советување и упатување. Од март месец 2020 година со поддршка на град Скопје е отворена и првата куќа за отворено домување или едно транзитно домување, во кое што е пилот проект каде што ја имаме инкорпорирано таа програма за реинтеграција и рехабилитација на жените жртви на насилство. Така да сметаме дека, иако е пилот проект, дека е доста успешен. До сега се обслужени во куќата 3 жени, заедно со нивните деца, кои што мислам дека се 8 деца вкупно. Куќата им пружи целосна помош и поддршка за нивното живење, односно превенирано е бездомништво на тие жени. Второ, нивно економско јакнење преку
преку директен контакт со Агенцијата за вработување и вклучување на пазарот на трудот, веќе една од жените и се вработи. Дополнително се работи на нивно самостојување со насока да можат потоа сами да можат да си го продолжат своето живење со нивните деца. Друга работа која што ние имаме направено и веќе го објавивме, тоа е извештај за напредокот на државата за имплементирање на Истанбулската конвенција, односно за националниот акцијски план. Тој се следи од октомври 2018 година, кога е и донесен, Да, говоревме заклучно за со октомври тоа веќе, 2020 година. Сметам дека е многу битен тој извештај, така да ние сега ради околностите нема да направиме јавна промоција на негов некаде како настан, но ќе биде објавен на нашата веб страна и сите ќе може да го прочитаат. Со тоа што бидејќи националниот акцијски план за имплементација на Истанбулската конвенција е до 2023 година, ние ќе продолжиме со мониторирање и следење на неговото имплементирање. Ана Аврамовска-Нушкова од Глас против насилство. Многу ви благодарам за ова денешно вклучување во утрински брифинг. Се разбира, ќе се слушнеме и во следната година. Овие се теми за кои треба да бидеме постојано будни. А во меѓувреме ви пожелувам среќни празници и ви благодарам уште еднаш што се вклучивте во утрински брифинг.